И во Серава има материјални штети од синокишните врнежи од дожд. Подрумите се полни со вода, а жителите велат дека надлежните органи не отишле да им помогнат. Според жителите, поради старата канализацијска мрежа, поплавени се куќите, предизвикувајќи огромна штета. На 15 пати имам свртено на 195. Никој не се јавуваше. Знам дека цел град беше во колапс, али барем да имаше поише пунктови за такви ситуации да излезе некој на жителството во пресред. Катастрофа една, природна катастрофа, влезе вода од сите страни, не можеме да се браниме. Еве, излегува од зидот, се гледа, од зидот таму излегуваше вода, од оваде, тоа доаѓаше, бранеме колку можеме, толку. Не можеме ништо да направиме. Во Горно Лисиче околу 80 куќи се поплавени. Жителите велат дека имаат проблеми со канализацијата и со градбите по улиците. Трчавме да ги извадиме жените и децата од нашите куќи и се вративме да се јавиме во општината, но никој не дојде да интервенира. Ова се случува поради мостот што го градат, бидејќи поставиле тесни цевки. Стравувам дека ќе се разболам. Исто така во овој отворен канал има змии. Има голема штета, сите куќи се преполни со вода. Жителите на Газибаба велат дека секогаш кога има интензивни врнежи од дожд, има и поплави по улиците и куќите. Никој не доаѓа да не погледне и да ни помогне кога има поплави. Тука секогаш кога врне дожд има поплава. Во Бутел штетата е мала. Има кал по улиците, а жителите истакнаа дека ноќите ја поминале вознемирени и во неизвестност.